Дали и кај нас е хит тоа пресадување на коса? Да, значи се повеќе станува хит тема пресадувањето на коса и со таа цел ние ја отворивме нашата клиника Ватан Мед, која е турска компанија со седиште во Истанбул. Ние сме распространети на 23 држави низ цел свет. Со тоа што трансплантацијата на коса во денешно време навистина пред одредено време беше табу тема кај нас. Значи сега полека више го кршиме, како да кажам, мразот на на оваа процедура. Сега го кажат пресадување и трансплантација малку вака пострашно звучи. Што представува тоа трансплантација или пресадување? Трансплантацијата е природно решение за луѓето кои што имаат проблем со опаѓање на коса и со келјавост. Значи во денешно време техниката за трансплантација на коса навистина дава премногу природни резултати на пресадена коса. Значи далеку зад нас се тие денови каде што луѓето ќе можат да приметат дека е направена трансплантација на коса. Како се одвива таа постапка на боли ли тоа ги интересира сите? Да, значи постапката за трансплантација на коса во суштина во нашата клиника, значи се случува со две постапки, односно значи со две најнови методи. Значи со фуе-сафир методата, ке фуе-сафир методата наместо чилични игли се користа значи сечила од сафир за пресадување на графтовите и DHI методата директна имплантација на коса, која што е многу популарна кај жените, кога станува збор за тој емоционален момент за отстранување на нивната коса. Во суштина, значи, ке две методи, постапката почнува со екстракција на влакнените фоликули од задниот дел на нашата глава, наречен донорска регија, и се имплантираат на местата каде што нашиот пациент има потреба. Сака да кажете дека јас од назад се ставам напред коса. Да, значи вашиот заден дел од вашата глава помеѓу ушите донорска регија, значи се прави екстракција на влакнените фоликули и се имплантираат, се пресадуваат на местото каде што пациентот има потреба. Стефани, многу важно прашање, дали е тоа пресадување на коса или трансплантација вечна? Дали јас еднаш си ставам коса и тоа трае или треба тоа да се повтори? Не, значи безсмислено би било доколку се прави трансплантација да не е трајна. Значи трансплантацијата е трајно решение бидејќи се користат влакнени фоликули кои што се отпорни на дихидротестостеронот кој што предизвикува опаѓање на косата. Значи овие влакнина што ги пресадуваме ние се отпорни на опаѓање и затоа како клиника ние даваме доживотна гаранција дека во иднина трансплантираниот дел никогаш нема да испадне и со тоа дали даваме сигурност на нашите пациенти дека оваа трансплантација ќе биде успешна во иднина. Еднаш си ставам и ми трае косата. Браво, но она што имам читано е дека мажите почесто губат коса, односно имаат поголем проблем со косата, но дали значи дека и мажите повеќе прават трансплантација или жените прават? Да, значи мажите ке нас мажите се сега поактуелни за трансплантација на коса, меѓутоа и исто така и доста популарно станува и кај жените, затоа значи ја користиме кај жените ние DHI методата директна имплантација, со тоа што ќе може да се пресади коса без да се отстрани низината постоечка коса и даваат навистина одлични резултати. И трајни, како што кажавме. Имате огромно искуство, колку е важна косата за само доверба кај еден човек? Според одредени истражувања, представува недостаток на самодоверба кај луѓето, меѓутоа пак ќе кажаме инвестирањето во себе е секогаш исплатлива инвестиција, така да доколку чувствуваат дека се појавува фрустрации, значи кај пациентот и може да си го дозволи, значи овој третман, мислам дека може да не контактираат и ние да им ги вратиме на смевките и самодовербата. Колку трае еден третман, дали може за време на емисијава да влезам без коса, да излезам со коса? Да, значи можете за еден ден да ја завршиме оваа процедура, затоа што во просек една интервенција трае 6 до 8 часа, па некогаш и 9 часа, значи зависно од бројот на графтови. Значи треба да се напомене дека целиот процес е навистина безболен, бидејќи се користи локална анестезија, која што не предизвикува никакви контраиндикации или оштетувања, значи постоперативниот зафат. Нашите пациенти за време на интервенцијата слободно може да се спијат, да слушаат музика, да читаат книга. Еве например нашиот српски познат пејач Дарко Филиповиќ правеше интервенција во нашата клиника и ни пееше за време на интервенцијата. Пациентите после интервенцијата можат слободно со своето возило да се заминат дома и другиот наредниот ден. Но ја пешки би си одел. Имам нова коса, зошто се качам јас одам со нова коса? Не, сакам да кажам дека нема никакви компликации, дека се чувствуваат навистина енергично, да, ме
разбирате, значи се заменуваат дома, наредниот ден доаѓаат на контрола во нашата клиника. Сега периодот на заздравување од оваа интервенција е 10 дена и навистина е многу битно за успешна трансплантација да имаме, значи е многу битно дисциплината на пациентот, бидејќи хигиената на главата е неопходна, значи во овие денови, со тоа што треба да се мие секојдневно во овој период косата, меѓутоа таа процедура е навистина многу лесна. Можат они да ја прават дома, може да ја прават во нашата клиника со посебни препарати кои што се на природна база, кои што се вклучени исто така во нашата понуда, како и PRP третманот, кислородната инфузија и останатите нели посттретмани што се за нега после интервенција. Стефани, ти благодарам за учеството во нашата Ви благодарам емисија. и на вас за поканата.